Почитувани граѓани, грижата за квалитетот на воздухот и здравјето на граѓаните е заедничка. Сите дишеме ист воздух и сите имаме истата потреба воздухот да биде чист, бидејќи здравјето на граѓаните е најважно. Затоа повикувам на здружени и координирани акции. Повикувам на сечи придонес на индивидуална и колективна одговорност. Колку помалку загадуваме, толку подобро. Колку повеќе чистиме, толку подобро. Колку повеќе вклучени граѓани и институции до толку почист воздух низ целата Македонија и Скопје. Не чека долга акција за справување со загадувањето, односно со загадувачите. Ќе биде потребно време да се реши оваа состојба, но треба да ни биде јасно на сите дека резултатите ќе станат видливи доколку останеме посветени заеднички на оваа акција. Денес сакам да охрабрам и затоа ќе споделам неколку статистики од мерните станици кои ни покажуваат делумен напредок и резултати од нашите напори во изминатата година. Направивме споредба на податоците од изминатите 3 години, 2016, 17 и 18 во периодот од 1 јануари до 30 ноември. И забележуваме дека во 2018 година постои намалување на бројот на загадени денови. Во анализираниот период станува збор за број на денови со надмината дозволена концентрација на загаденост од 50 микрограми. Постои сериозно намалување на бројот на загадени денови во Тетово, каде во 2016 година имало 273 загадени денови, а во 2017 115, додека во 2018 тој број паднал на 105. Во Битола минатата година имало 105 загадени денови, споредено со 65 денови годинава на првата мерна станица или 99 загадени денови лани наспроти 70 годинава на другата мерна станица. Просекот од сите мерни станици на национално ниво покажува благ пад од 99 загадени денови во 2016 и 2017 на 80 загадени денови во 2018 година во периодот 1 јануари 30 ноември. Од оваа анализа се разбира ги исклучивме мерните станици кои не се во функција, но и податоците кои што ги давале до моментот кога работеле покажуваат намалување. Понатаму, анализата покажува дека тенденцијата на намалување на највисоките измерени PM вредности на годишно ниво, односно пад на највисоката регистрирана загаденост на воздухот. Просекот на највисоките PM вредности од сите мерни станици паднал од 336 во 2017 година на 189 во 2018 година. Во Карпош постои двојно намалување на PM концентрацијата од 525 максималната вредност во 2017, сега во 2018 се измерени 245. Во Миладиновци од 423 на 188, во Битола 2 од 530 на 184, Куманово од 450 на 205 и во Центар од 482 на 224. Споредбите ги правевме во идентични временски интервали и тоа 1 јануари 30 ноември во период од 3 години, 2016, 2017 и 2018 година. И повторувам дека мерните станици кои имаат расипани делови или мерните станици кои годинава почнале првпат да работат како таа во општина Бутел не се вклучени во анализата. Почитувани граѓани, јасно е дека повеќе фактори влијаат, меѓу кои метеоролошките услови на падот на овие вредности. Но јасно е дека се преземаат мерки кога граѓаните се свесни, институциите будни, резултатите ќе стигнат. Свесни сме дека загадувањето е високо и дека ваквите намалени вредности се уште многу високи. Но сакам да охрабрам, бидејќи имаме мал исчекор кон подобрување на состојбата. Секој од нас може да придонесе заедно, можеме да го спроведеме планот за чист воздух и да се спротивставиме на загадувањето и на загадувачите. Ова е стратешко прашање на владата на Република Македонија, стратешко прашање за Република Македонија, бидејќи сите дишеме ист воздух.